Поздравиме нашата драга колешка Ирина Спировска, која што се наоѓа на љубовниот базар и на овој убав 14 февруари ќе ни ја представи нејзината соговорничка да видиме што таму се случува. Иренче, поздрав до тебе и среќни празници. 2 празници имаме денеска. Ти благодарам, Сузе. Нека ни е за многу години денешниот празник Свети Трифун. Нека име честит празникот и на сите оние што го одбележуваат во духот на прославување на љубовта. Веќе сите знаете дека оваа недела по повод празникот се организираат разни базари, разни настани и јас сум денес во Веро центар, односно во Веро Джамбо, каде што е во тек веќе трет ден поред љубовниот базар. Со моите шармантни соговорнички ќе го представиме базарот и ќе кажеме што се може да најдат посетителите кои што ќе дојдат и во тек на овој денешен ден. Тука базарот ќе биде отворен се до 22 часот, а на него можете да најдете артисани, локални занаечи, ракотворци, но еве во продолжение дамите ќе имаат можност да кажат нешто повеќе. Затоа од мојата десна страна шеф Снежана Ангеловска од Свит Бейкери, главен иницијатор за овој љубовен базар во Веро центар. Здраво, Шан. Добро утро до гледачите на Алфа телевизија. Нека е за многу години празникот Свети Трифун и секако честит празник на сите влюбени души. Овој базар е традиционален во Веро центар. Веро центар е наш соработник преку 20 години. Они не подржуваат во сите наши акции, а за возврат ние со наше присуство ќе збогатуваме нивните базари случувања кои ги има доста многу во текот на годината. За празникот на љубовта и за Свети Трифун подготвивме наша специјалност, многу чоколадни десерти, секако чоколадна артистика. Главната цел на базарите се тоа што има промотивни цени за да бидат достапни за сите посетители, затоа и се нарекува базар, така да посетеноста е доста голема. Мене ми е многу драго што на секој базар се запознаваме со многу нови луѓе, со многу нови занаети, запознаваме многу млади и талентирани луѓе, меѓутоа запознаваме и луѓе кои продолжуваат семејната традиција и чекорат постапките на нивните родители. Така да можам да кажам дека не само што го збогатуваме просторот, него и ние самите се збогатуваме со нови искуства и со нови пријателства. Во секој случај Алфа телевизија многу ви благодарам што се наша голема поддршка за сите случувања кога се работи за хуманитарна организација Ангелчињакова и секако кога се работи за поддршката на Свит Бейкери. Ве поканувам сите, повелете, дојдете денеска да се дружиме, ќе има и културно-митничка програма, секако после 12 часот, а и да се заблажите на нашите штандови. Да, никако виното и љубовта тесно се поврзани и со чоколадото, а Свит Бейкери и вашата работа е точно позната на пошироката јавност преку изворедните чоколадни украси, формации кои што ги правите, а кои што ги има и на овој љубовен базар. Баш така, виното е поврзано со љубовта, меѓутоа и многу е поврзано со чоколадото. Како што знаеме, чоколадото е она мала ампуличка која дава среќата. Има многу чоколадни артистики. Се потрудивме да биде тоа во знакот на љубовта и срцето. Секако на овој базар имаме и представник со вино, се надополнуваме. За една убава атмосфера им ги имаме свекичките. А секако дека тука е и медот кој е како шлак на љубовта и на базарот и на сите случувања што ќе се случуваат вечер. Јас посакувам многу здравје на сите наши гледачи, воопшто на сите луѓе. И посакувам бескрено да се сакаат. Да не биде тоа само љубов која е изразена према најблиските, него буквално да ја шириме љубовта на сите околу нас. Само така мислам дека ќе бидеме здрави и среќни.
Жане, благодарам за убавата порака и секако за информациите и представувањето на овој љубовен базар, а еве сега да се запознаеме одблиску со дел од учесниците и брендовите кои што можете да ги најдете и денеска тука во рамки на љубовниот базар. Од мојата лева страна е Мартина. Мартина, јас ќе ве замолам да го представите вашиот бренд со овие прекрасни љубовни свекички кои што ги изработувате. Здраво. Вака, ние изработуваме миризливи свеќички. Брендот не се вика La Fleur, што значи флер од блесок на француски. Свеќичките ги изработуваме веќе 2 години. Правиме различни фигури, за секој празник различни. Сега сме посветени за празникот Валентин и изработуваме со срциња, со мечиња, за сите љубители што се на миризливи свеќи да не посетат и да си купат подарок. Тоа значи дека ова не се само декоративни свеќи, туку воедно се и ароматични, односно миризливи свеќи. Мартина, како реагираат луѓето? Покажуваат ли интерес за тоа што особено и вака во пресрет на празници се купуваат и се подаруваат подароци, па дали се одлучуваат тоа да биде нешто што е изработено со многу љубов и што има ваква убава форма, а при тоа и убаво мириса? Да, има голема заинтересираност за свеќи, има многу љубители што сами за себе си купуваат, за подарок си ги купуваат. Имаме и такви што прашуваат дали се јаде, дали може да се проба. Има секаков тип на муштери, ама има заинтересирани љубители што си ги купуваат и само за себе. Освен тука на базарот, каде може да се најдат овие миризливи свеќи? Базарите по сите трговски центри што ги посетуваме и на Инстаграм имаме страница La Fleur се вика страницата. Мартина, благодарам и посакувам на вистина да се развива вашиот бренд и што повеќе луѓе да уживаат во овие убави ваши изработки. А веднаш до Мартина ја гледате Билјана. Билјана е представник од пчеларство Антови. Без медот и без пчелините производи практично не може да се замисли здравје, па не може да се замисли ниту базар. Билјана, да ни го представите пчеларство Антови, колку време се занимавате со пчеларство и дали ова ваш семеен бизнис? Најпрво добро утро на сите гледачи на телевизијата. Сакам да им посекам среќен празник. Воедно да пчеларство Антови се занимава со ова веќе од 2011 година како фамилиарен семеен бизнис со сопругот и со децата. Со тоа што оваа година минатата поточно 2024 го надополнивме бизнисот со изградба на АПИ комора каде што ни се наоѓа пчеларникот во Говрлево и освен тоа што може да нашите потрошувачи да добијат мед и пчелни производи од мед. Воедно имаме и доста голем број на АПИ козметика, значи козметика за нега на лице и на тело, и голем број на тинктури кои што го дополнуваат здравјето на луѓето и може да помогнат во нивното здравје. Зашто конкретно служат тинктурите и како се употребуваат? Тинктурите тоа се најчесто препарати кои што се изработени од одредени тревки, од одредени билки. Може да бидат, еве да речеме, тинктурата која што е изработена од глуварче, таа е добра за прочистување на црниот дроб, за едноставно прочистување на целиот организам, регулирање делумно на шеќерот во крвта, додека пак онаа која што е од коприва, таа е добра за зголемување на подобрување на крвната слика на човекот на некој природен начин, без да користиме одредени лекови кои што се на хемиски начин создадени. Така да се трудиме се што е на природно да можеме да го надополниме во нашиот пчеларник и нашите производители да имаат што поголем опсек на производи кои што може да ги користат. Имаме ли навика да купуваме и да конзумираме од овие здрави пчелини производи? И дали таа навика низ годините се менува и расте секој веќе? Во Македонија малце е проблематично во однос на користењето на пчелните производи. Според она колку би требало по глава на жител да имаме потрошувачка на мед, за жал ја немаме навиката. Меѓутоа гледам дека со период на како поменуваат годините, луѓето се повеќе сака да се вратат назад на природата и на тој начин да си го подобрат здравјето. Некако се враќаме назад кон оно исконското што ни е, од каде што сме и каде што треба да се вратиме на најдобар начин да си помогнеме на своето тело и на своето здравје.
Билјана, благодарам за представувањето. Ете, како што слушнавте, љубовниот базар е можност да ги поддржите сите овие локални производители, да купувате македонски производи и на тој начин да помогнеме во развојот на малите бизниси. Ако ви ке сакате денес некому да подарите нешто по повод денот на виното или денот на љубовта, нека не биде тоа нешто што е увезено и што е конфекцијска продажба, туку нека биде нешто што е изработено рачно, со многу љубов и сигурно и тој што ќе прими ваков подарок ќе биде воодушевен од изборот што сте го направиле. Уште еднаш да подсетиме дека во Веро Джамбо Центар љубовниот базар денеска е отворен за посетителите се до 22 часот. Ве очекуваат штандовите и сите овие интересни македонски популарни лични брендови кои што заслужуваат да бидат препознаени како нешто квалитетно и убаво. Суза, дали може би имаш некое прашање? Јас би сакала времето да ни дозволи за прашања, но навистина уживав додека ве слушав, ве следев, ги поздравувам сите креативни дами таму воедно и тебе. Ти благодарам многу и за ова вклучување. Нека биде празникот убав, нека ни се наполнат срцата со љубов, со здравје, со убавина и со добри мисли за се она што предстои пред нас.